JBG Smith, компанија за недвижнини, во моментов го гради седиштето на Амазон, наречено HQ2 во Северна Вирџинија. Компанијата неодамна представи план за тоа како вработените во САД може безбедно да се вратат во канцеларија. Нашиот план предвидува постапност. Започнуваме од влезот и се што е ново, до дизајнот на лобите, до знаките. Големите јавни места најмногу ги загрижуваат специјалистите. Секој ден стотици луѓе притискаат копчиња за лифт и ги фаќаат рачките на вратите во канцелариите. Специјални мобилни апликации би можеле да им овозможат на вработените безконтактно да ги користат лифтовите. Изгледа дека ќе има трајни промени. Некои од клучните работи што ги истражувавме се така наречените допирни точки на зградата, како влезови, лифтови, тоалети. Се обидуваме да го минимизираме допирањето на предметите. Пред пандемијата главната задача на програмерите беше да имаат што е можно повеќе работни станици во една деловна зграда. Но со новата реалност, приоритетите се други. Вработените може повеќе да бидат поттикнувани да излегуваат надвор. Еден од најголемите трендови во пост-ковид канцеларискиот дизајн ќе биде да има повеќе простор на отворено. Програмерите порано не сакаат да трошат пари на тоа заради перцепцијата дека не се користи. Особено во Тексас, кога летните температури се околу 45 степени Целзиусови. Експертите за недвижнини велат дека побарувачката за канцелариски простор може значително да се намали по пандемијата, бидејќи многу луѓе ќе продолжат да работат од дома, а постојните канцелариски простори ќе треба да се преуредат. Извршниот директор на Твитер, Джек Дорси, веќе објави дека целиот персонал може да работи од дома на неодредено време и по пандемијата. Други технолошки гиганти како Microsoft и Zillow исто така одат натаму. Малку сме нервозни што луѓето нема да градат згради и повеќе ќе размислуваат за реконфигурација на постојниот деловен простор. Промените нема да застанат само на канцеларискиот простор, ќе има промени и во домовите. За време на оваа пандемија многумина беа приморани да работат од неадекватни простори, како кујни и спални соби. Во блиска иднина може да почне дизајнирање на домови кои задолжително ќе имаат канцеларија.